Овие дезинформации се шират преку неколку канали. Едните се социјалните мрежи, како Facebook, Instagram и TikTok, каде што, например, има сведоштва на некои емотивни сведоштва на некои родители за така наречени чудесни исцелувања кај нивните деца. Вештачката интелигенција особено ги потоа ги сумира овие вакви сведоштва и прави зголемување на сензационалноста на овие погрешни вести. Вториот канал би биле инфлуенсери и експерти во наводници, кои што инфлуенсери шират такви невистини во однос на било на симптоматологијата на аутизмот, причините за аутизмот или третманот за аутизмот. Тука само би сакала да напоменам една многу интересна информација која што ја прочитав неодамна, дека веќе во Кина инфлуенсерите ќе мора да имаат универзитетска диплома. Значи тоа е особено значајно ако сака некој да биде инфлуенсер и да зборува за некоја тема, тогаш ќе треба да има диплома во однос на таа област, па на некој начин се надевам дека ќе се намалат овие дезинформации да се шират од луѓе кои што не се експерти во таа област. Третиот начин на ширење на тие дезинформации се некои псевдонаучни веб страни, каде што исто така не користејќи медицина базирана на докази, шират сомнителни информации. Четвртиот пат би било групите, затворени групи, особено на родители, каде што нема експертско мислење и споделувањето на тие дезинформации се повеќе и повеќе се засилува. И петиот начин би било кај новинарите, кога тие сакајќи да кажат некоја информација, да споделат со информација, но секако доколку не е проверена, на тој начин може да доведат до ширење на овие дезинформации и кај родителите и кај јавност. Родителите треба да веруваат на докторите, на лекарите, бидејќи сепак јас секогаш велам, докторите ги пишуваат, но и ги читаат дебелите книги, кои што се пред се медицина базирана на докази.